Така, тоа беа дел од впечатливите моменти од вчерашните гостувања. Ние продолжуваме денеска со нови гости. Како што веќе најавивме, прв наш гостин денеска е господинот Валјан Салију, портпарол на град Скопје. Господине Салију, добре дојдовте во нашето студио и како што најавивме ќе разговараме на темата како се справуваат градските служби со снегот, па мислам дека природно се наметнува прашањето како стигнавте вие сега со оглед на тоа што улиците се затрупани со снег и морам да признам дека барем мене отежнато ми беше движењето од аеродром до овдека до другиот крај на градот. Да, најпрви здраво, благодарам за поканата и можноста да им покажеме на граѓаните што тоа прави град Скопје деновиве. Да, факт е дека е малце оттежнато. Тоа е поради фактот дека врне снег веќе 2 дена и малце е потешко да се работи во такви услови. Значи, зимската служба на град Скопје веќе втор ден интензивно го расчистува снегот од градските улици и булеварите. На терен се нашите јавни предпријатија. Тоа значи дека улици и патишта ги чисти булеварите и со сета нивна механизација ги чисти булеварите и главните улици, комунална игиена и паркови зеленило исто така се на терен. Они со нивниот човечки ресурс, исто така и со механизацијата ги чистат тротоарите и велосипедските патеки. На терен се водовод и канализација кои ги изчистија сливниците. И исто така денес на терен е инспекторатот на град Скопје, кои што доставуваат известување до сите сопственици и корисници на деловни простори, дека согласно со законот за јавна чистота се задолжителни да го исчистат снегот пред нивните објекти. Само пред да продолжиме, ќе погледнеме една кратка анкета која што нашата екипа ја направи вчера во текот на денот, но и вчера граѓаните имаа забелешки на тоа и покрај помалите количества снег, имаа забелешки на тоа како се чистат улиците. Предлагам да погледнеме па ќе се вратиме назад во студиото. Сте задоволни колку се исчистени улиците од снегот? Не се чисти. Што порачувате на град Скопје? Никој па не било вака. Имало снегови, порано не било вака. Треба да чистат. Не, апсолутно се може да се види. А може да стигнеш од дома до кај да се движиш? Тешко е. Да не падне до сега нешто? Не, за среќа. Па сега се уште рано да се каже бидејќи сега почнува да врне. А што апелирате до град Скопје? Па да бидат поангажирани. Можете вака сега слободно се движите или отежнато? Па сега за сега се уште е во ред, ама за понатака ќе треба. Малку да се порадуваме на снегот. А можете вака да се движите слободно отежнато? Абе сега за овие услови е добро, а кога ќе биде поголем снегот треба да се чисти, нормално. Може би паднавте, имате некаква повреда? Сега за сега не. Па може уште малку. Па уште паѓа, ќе видиме, има малку уште време. Да се движите или отежнато? Поотежното се лизга. Како што можевме да забележиме и од сликата во позадина, тротоарите беа бели и лизгави следствено на минусните температури. Во изминативе денови се појавија написи во медиумите доколку ви се случи повреда или скршеница, барајте одштета од град Скопје. Вас не ви е драго што ги читате овие написи, меѓутоа тоа е законски како оди таа процедура, како може граѓаните да се обештетат доколку дојдат до некоја има ли некоја бројка до сега на побарани одштетувања? Значи, најпрви би сакал да истакнам, пошто видов дека има доста граѓани кои што се жалат. Не секоја улица е надлежност на град Скопје и не секој тротоар е надлежност на град Скопје. Значи, тоа што е надлежност на град Скопје се главните улици и тротоарите кои што се наоѓаат во главните улици и некои споредни улици. Што се однесува до ова што зборевте пред малце, да, има тужби од граѓани, меѓутоа тие не доаѓаат во град Скопје, туку идат во основен суд и таму се разгледуваат и реално и таму има збунки, пошто може некој да имал повреда во улица која што не е во надлежност на град Скопје, па го тужи град Скопје, така што не можеме да имаме некоја конкретна бројка да знаеме. Исто така и процедурите траат подолго дур стигнат од судот до кај нас. Што се случува со оние случаи кога ќе се здобијат граѓаните со повреда на дел кој не е под ваша надлежност? Тогаш дали тие имаат право да бараат одштета од
чија надлежност? секако да, како што градот може да бара одштета за тоа што не го исчистил делот пред нивниот објект, така и граѓаните имаат право да барат. Значи подоцна се утврдува дали е на градот надлежноста за Да, иште. тука е малце испомешано затоа што има улици кај што Бидејќи доколку самите падне пред некој општини, објект деловен кај што морал собственикот на деловниот објект, тоа тогаш треба е да веќе го... трет момент. Вториот е дека има општини кои што као на пример у Чаир или у Бутел или во Газибаба имаат улици кои што треба самите општини да ги исчистат, така што во таквите случаеви штетата се бара таму. Синоќа градоначалникот Шилегов беше во центарот каде што се надгледува градот практично, дежураше, тоа беа написите. Зошто, што се случуваше? Навистина ли беше невозможно и толку тешко да се справиме, па мораше Шилегов да дежура цела вечер таму или... Па Тоа не, може би не, беше да се прикаже дека сепак град Скопје работи. Не е тоа поентата. Поентата е да се чисти се што треба да се чисти. Значи треба да нагласам дека како шеф на зимската служба е самиот господин Шилегов и сакаш или не кеш он мора да биде Практично и да отиде го во проверка? Па да, секако Да дека мора да дали биде. службите се на терен? Па мора да се И беа на направи. терен? Па да, значи можам слободно да се пофалам дека втора година поред ги неаме веќе тие муабети дека снегот не фати неподготвени. Да, но сепак има граѓани кои што коментираат. Секако да, можам да кажам. Не ве изненади, ги следевте прогнози. Веќе зимската служба е веќе подготвена од ноември месец. Имаме околу 4500 тона сол, кои што се 2500 од нив се веќе стајани во 2 пулта, од кај што идат камионите и се снабдуваат. Дури се фрла сол и кога нема снежни врнежи, тоа се некои црни точки кај што лесно може да има мраз, да лизгат колите, приближно се до реки некои места или така да зимската служба работи. Отежнато е во периоди од денот, на пример, вчера кога почна да врне, знаете, сообраќајот у Скопје е малце хаотичен и во такви ситуации ти да искочиш поради протести и слично. Ти да искочиш со камион, колку и да сакаш да си ефикасен, малце е потешко да го исчистиш. Се ги гледам револтите од граѓаните повеќето се од тој период на денот. Иначе навечер кога немаше коли, можеме да се пофалиме дека сите улици веќе беа исчистени, имаме слики на Facebook, може да се интересува. Рековте дека дел од улиците се под надлежност на општините, но дали дел од општините, бидејќи ги гледаме какви се споредните улици, дали дел од општините може би побараа помош од град Скопје за справување со снегот или зошто се уште има револт кај граѓаните за споредните улици, ако збориме, еве ако ги тргнеме булеварите на страна дека се чисти тоа што е под ваша надлежност. Секоја општина мора да се има своја механизација со тоа тоа се прави во самиот. А можете ли вие да излезете во пресред Секако да, доколку има некоја ситуација значи, досега никој не се мора јавил да се интервенира. Да побара, значи... Да, ако е нешто што мора да се интервенира, значи има зимската служба, има и посебен број кај што се јавуваат за посебни случаи. На пример, ако имаме случај кај што мора да влезе не знам противпожарна или црвен крст, нешто така, тие улици, ако е блокирана некоја улица, секако дека град Скопје со сета механизација ќе иде на тоа место и да не е надлежност на град. Колку време е потребно на механизацијата да излезе и да ги исчисти градските улици, барем подрачјето околу центарот, нели, со центарот на градот? Па зависи од ситуација во ситуација. Значи, град Скопје од вчера до сега моментот цело време е надвор зимската служба. Веќе 3 пати е фрлено сол. Вчера кога почна да врне, вечерта, денес сабајле, така да ако имам информации дека до сега се фрлени околу 450 тона сол, што не е малце. А уште се фрла во текот на денот, така да не можам да кажам некоја одредена од тогаш до тогаш, особено ако врне мораш цело време да си на терен, затоа што солта која фрлаш во еден булевар или улица и која иде со камионот на друга улица, тука пак се ствара слојот снег, а таа солта што таму иде по сливниците, така да. Според најавите на нашиот колега метеорологот Славчо Поповски, ваквото време ќе продолжи и денеска во текот на ноќта и ќе се врати повторно во понеделник со слични најави, со сличен интензитет, така што какви ќе бидат вашите подготовки, дали можеби повеќе ќе се мобилизирате за да може да се избегнат и ваквите критики или како што рече еден од директорите на службите, дури и во Австрија кога е завеано има проблеми. Видете, критики секогаш ќе има, тоа не бегаме, наша работа е да бидеме спремни, да бидеме на
на терен, ние имаме информација дека вечерва ќе застане врнењето на снег, така да утре ќе имаме малце понормална ситуација, али секако спремни сме и за доколку продолжат Значи, во понеделник нема да ви изненади снегот. Се уште немаме некоја вонредна ситуација. По мои информации имаме некаде од 5 до 7 сантиметри снег. Вонредно е ако има на 20 сантиметри. Да. Имаме околу 16 камиони кои што се на терен, имаме и 4 резерва доколку има такви ситуации, така да спремни сме. Граѓаните мора малце да бидат стрпливи, особено во текот на денот кога има гужва во сообраќајот, затоа што стварно е малце тешко да се издействува. Кога сме кај тротоарите, пошто ги спомна малце, оваа година за прв пат е удрен поголем акцент на самите тротоари, се чистат поинтензивно, меѓутоа затоа што врне снег, како што чистиш у позадина пак се ствара слојот, можеш да провериш и во самата шофершајма, ако не ја пуштиш, ако не го пуштиш брисачот да ти брише за 10 секунди ќе имаш слој на снег. Така да работиме на терен сме, да следиме ситуацијава, мислам дека нема да имаме горе. Почитувани гледачи, колегата Христијан Баневски и јас овде го одјавуваме овој прв дел од отвореното студио. Му се заблагодаривме на гостинот Валјон Салију, кој дојде во нашето студио да поразговараме за зимските услови на градските улици, меѓутоа и на тротоарите, кои се горчлив проблем на пешаците.